Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Промо. Како што знаете, нашата емисија е со цел промоција на најновите музички остварувања на нашите музичари и естрадни уметници. Денес во студиото на Импродукција имам прекрасни гости, како и секогаш. Елена Јовчевска и Джилјо Десановски, добре дојдовте во студиото на Им. Како се чувствувате, Елена, најпрво? Јас одлично ви благодарам за прекрасните зборови и пред се сакам да ви заблагодарам за вашата покана. Джилјо, како се чувствуваш ти во нашето студио? А секогаш се осеќам добре дојден во прекрасната продукција Импродукција. Ви благодарам на поканата и исто така на прекрасните зборови. Така, Елена, имаме нова песна, може да се пофалиме кај нашите гледачи, Македонци не има сегде. Точно така. Текстот и музиката се твое дело? Текстот и музиката се мое дело. Сакав и успеав да направам песна која што ќе ја испеам од срце за сите оние македонци кои што ме знаат, ги знаам. Сите оние кои што биле на моите концерти и настапи, се разбира, им посветив една многу убава песна. Македонци не има сегде и тоа е вистина дека не има насекаде во светот. Да ги поздравам сите оние кои што биле уште еднаш на моите концерти и да им се заблагодарам за цело време што се моја морална поддршка. Инаку Елена Јовчевска не би била, ни Елена Јовчевска доколку не би биле тие. Така, приказната е токму тоа во песната. Исто и Джилјо. Да, мој драг колега Джилјо, кој што имаме одлична соработка. Значи, одлучив песната да превладува инструментот зурла, како еден од најдобрите, за мене најдобар. Гита, да не го фалам толку, да не го... Ви благодарам многу. Направивме одличен аранжман, заедно со Николче Кочанковски Кочан, кој што ја снимивме песната во Битола. Еве нека кажи Джилјо како се поминавте. Джилјо, како си поминавте на снимањето на оваа песна? Прекрасна соработа, прекрасна дружба. Секогаш нема што да се каже кога имаш добар контакт и добра дружба со добри колеги, со добри музичари. Така, прекрасна личност и дружелюбива, исто и Кочан, така. Голем поздрав до Никола од нас во студиото, тој денес не е со нас. Затоа го поздравуваме. Елена, дали ќе следи и спот за оваа песна? Дали размислуваш? Да, размислувам за оваа песна да има спот. Дефинитивно ќе има спот. Мислам дека до крајот на овој месец април ќе го реализирам тој спот, затоа што сепак станува разбор за песна која што ме опишува самата мене. И просто кажано ја посветувам таа песна на сите македонци и мислам дека заслужува да има еден спот каде што ќе бидат зафатени повеќе делови од нашата држава, затоа што каде што одам и настапувам, македонци ги има од секаде од Македонија. Можам да кажам дури од Егејска Македонија, кога настапувам во Канада имаме многу македонци кои што се од Егејска Македонија, така да планирам овој спот да биде малку на различни локации, да не бидам целта јас, туку да бидат деловите од Македонија каде што ни се заминати нашите македонци. Така, од сите краеви во нашата Точно земја. така, да. Јас пред да започнеме со емисијата имав можност да ја слушнам, наистина е прекрасна, весела, прекрасен текст. Кои се твоите очекувања? За оваа песна? Па, моите очекувања за ова... Немам некои големи очекувања. Нормално не можам да кажам за некоја песна дека оваа песна има многу големи очекувања. Така, не можеме да знаеме. Тоа сепак одлучува народот, гледачите и сите оние кои што ме сакаат мене. Така да, јас мислам дека ќе допре до македонските срца и ќе бидат задоволни од тоа што јас ќе им презентирам. Така, јас мислам дека нашите гледачи се нестрпливи да ја слушнат оваа песна, затоа ќе ве замолам на нашата сцена да ја изведите заедно со Джилјо. Благодариме. Сите да се напијат. Затоа сум дојдена да ви пеам родена, музиканти свирете
site da se napijat. Zato sam dojdena, da vi pejam rodena, muzikanti svirete, site oro igrajte. Zato sam dojdena, da vi pejam rodena, muzikanti svirete, site oro igrajte. Драги мои, заедно уживавме во оваа прекрасна песна на Елена, за која верувам дека ќе биде голем хит. Елена, така? Да. Неодамна се врати од твоите кратки турни, можам да кажам, беше во Швајцарија, Италија, како си помина? Колку Точно така, настапи имаше? бев 2 пати во Швајцарија и еднаш во Италија. Имав значи 3 настапи. Поминавме одлично. Мислам дека македонците беа презадоволни, исто и јас. Еве да ги поздравам сите, значи кои што беа на концертите во Швајцарија. Значи едниот концерт беше во Цирих, другиот беше во Парн местото. Додека во Италија бев во Удине. Поминавме значи еден прекрасен ден. Таму прославувавме празникот Прочка, имавме одлична забава. И многу ми беше драго и мило што ете во Италија тие наши значи прослави и концерти се во недела. Многу убаво беше што беше значи денски, не беше навечер. Имавме доста публика и можам да кажам дека на двата концерти во Удине и во Швајцарија, во Цирих снема за пијање. Тоа морам да го кажам, пошто прашав, викам дали може да кажам. Да, слободно да кажеш дека стварно одлични концерти. Мислам дека дадов максимум од себе и се задоволни оние кои што беа. Затоа си доста барана на секаде низ светот, не само во европските земји. Чисто патуваш надвор од Македонија. Точно. А која е разликата помеѓу настапите тука и настапите надвор и дали има разлика воопшто? Па, разлика. Каде е подобро да се настапува? Па, не гледам некоја разлика во народот, затоа што тоа што се слуша тука, се слуша и таму, меѓутоа таму повеќе нормално, бидејќи нашите македонци се заминати од Македонија, македонската музика е на прво место и мене ми е драго што е тоа така, затоа и се трудиме нели да биде, меѓутоа тука во Македонија, па и во Европа да кажам, станува збор за балкански вечери, каде што значи не можам да кажам дека превладува балканската музика спрема македонската, меѓутоа се пее се, најважно е народот да е весел, не е важна каква е музиката, најважно е сите да сме весели, расположени и народот да е задоволен. Според мене тоа е моето гледање на тие наши настапи кои што се надвор на Македонија. Сите убаво да споменете. Точно, да. Да, затоа и пеам вашето секако, памет, значи затоа и пеам секакви песни. Значи не можеш да се определиш јас пеам само ова, ако ќе поидеш некаде на концерт, викаат пример некоја друга песна која што не е македонска. Па нормално, публиката секогаш бара некоја различна Точно. песна, а вие мора да ги исполнувате Точно. нивните желби, така да мора да пеете се. Точно. Каде настапуваш во моментот во Македонија, дали веќе почнаа твоите настапи тука? Па јас немам воопшто направена ни пауза од кога сум вратена. Настапувам секој викенд. Сега после нашиот христијански празник Великден веќе почнуваат нели свадбените прослави. Секој викенд. Надам дека и Джелю истото ќе го каже, пошто и тој има доста свадби. Да, се знае. Елена, дали е веќе агендата пулна со свадби и семејни прослави? Па да, до септември веќе се полнат датумите и мене ми е драго што тоа е така и што ме сака македонскиот народ. Така, Джелю, каде си ти во моментов, каде настапуваш? Сега кај ќе не викнат таму. И со Не. кого најчесто? Со Па, мултибенд? Знаеме Јас дека- соработувам со сите бендови, ама може да се каже дека така малце почесто со мултибенд. Да, и со нив сите ора што ги имам извадено, со нив ми се
заедно, затоа што ми оставија некој добар печаток и доста почитуваат колегиве. Така да им многу сум им благодарен што секогаш се достапни за мене и јас за нив. Така. Елена, јас предлагам тука да направиме уште една пауза, ќе го погледнеме спотот за Горда Прилепчанка, но пред да го погледнеме, збор-два за ова. Па, можам да кажам слободно дека тоа е мојата лична карта, која што ме однесе насекаде во светот. Препознатлива по таа песна, Горда Прилепчанка, ја знаат сите, ја пееме сите во хор и нема побаво чувство кога твојата песна ја знае цел свет. Така, ајде да ја погледнеме, а вие, драги мои, уживајте.
уживавме во уште една прекрасна песна на нашата прекрасна Елена Јовчевска, гости во нашето студио, Елена Јовчевска и Джилјо Десановски, колку да ве потсетам. Елена, како стоиш со фестивалите во Македонија? Дали планираш некој настап во следниот период, на некој нашите? Искрено немам размислувано се уште за настава на фестивал. Меѓутоа, доколку имам добра песна и се разбира нешто кое што ќе остане и ќе биде поразлично од се до сега што се има направено, зошто да не? Може би па заедничка соработка со Джилјо, не знам, не сум размислувала стварно за на фестивал. Джилјо, дали ти досега си настапил на некој нашите фестивали? Нашите? Имам настапувано, ќе настапувам и така натаму. Така. Неодамна го сними твоето оро Мерак Зурла, заедно со Мултибенд. Да. Колку си задоволен? Не сум очекувал дека ќе биде толку добра гледаност и толку патливо орото. Не се надевав, ама сепак многу сум задоволен, затоа што за краток период има доста гледаност и од тоа оро многу сум добил. Може да се рече и концерти, и свадби, и турнеи, од тоа оро сум патил, значи сум договорил веќе. Така да може да се каже дека стварно сум презадоволен. Така, значи твојата агенда со настапи и свадби е веќе полна? Да, тоа веќе пред неколку месеци беше преполна. Веќе ги закажуваат свадбите, ги резервираат, така? Да, си знаат и клиентелата што е. Нормално знаат дека малце порано треба да не барат, затоа што... Точно. Да не испадне за фалба, ама од бараните сме. Така, едни од најбараните, може Да, и мене ми се слободно да поклопуваат кажам. веќе свадби неколку, така да на исти датуми ми се јавуваат. Така да, што да кажам? Да научам да пеам, да се тебе. Да, за мене Така, може, зошто да не? За мене. Па, дали, Джилјо, имаш некои предиспозиции за пејач? Дали имаш убав глас, може би? Не сум пробал, немам намера да си пробам до размислил. сега, не сум размислувал. Задоволен сум си од моите инструменти, од зурлата и кавалот. Так. Почесто зурлата си ја свирам, ама нормално и на кавал, така неколку песни, затоа што нашиот народ, македонскиот народ си ги негува своите изворни традиционални македонски инструменти, како што се зурла, кавал, тапан. Така и за тоа можеби јас имам доста работа. Така. А колку време веќе свириш на овие инструменти? Ја не свирам долго време, па може да се каже активно работам па 6 години, долго. 6 години. И зошто се одлучиве да навлезеш во музиката? Јас, значи Зошто моето не си потекло некоја е, друга професија? моето потекло е, значи колено сите беа зурлачи, тапанчи, така да исто така дедо ми, благодарение на дедо ми, затоа што он е пензионер од танец. Цел живот имам гледано како работат, свират свадби, убаво им оди, значи баран инструмент, татко ми исто така е зурлачија. И тоа мене ме навлече. Така, ти си исто така и што го спомнавме танец, си изработен токму во Да, вработен сум веќе скоро 4 години сум вработен и плюс нели нормално пред вработување 2 години што одев, 6 години вкупно во танец. Колку си задоволен и како е моментално, каква е состојбата со ова друштво? Дали имате настапи? Национално станува да ве копам. Така? Да, така. Јас сум презадоволен затоа што ми беше животна желба. Сепак сите знаеме дека многу е тешко таму да се влезе. Пред се треба да си квалитетен, како што се новите стандарди мора да, значи, да си со школа што се вика, со музичка академија. Тоа е, немав конкуренција. Тоа беше пред се најбитното нешто. И за мене плюс. Така, тоа е голема чест и задоволство да се работи со еден таков професионален тим, така? Така е, Кои да. се доста проверени во музиката. Дали имаш некои преговори за надвор, некој настап, Джилјо? Имам преговори, но сепак не можам сега за сега не може да договорам ништо затоа што пред се на прво место работното време ми е, затоа што и веќе со танец имаме неколку турнеи, концерти и така да не знам како ќе бидам, дали слободен, дали не, а мора да се пофалам. Имам закажан еден фестивал во септември во Турција. Тој е еден од најаките фестивали, таму одат само најдобрите зурладжи. Јас сум одбран како најдобар зурладжи од Македонија да представам Македонија.
Не погрешили. Така, тоа ќе биде доста интересно. Не погрешили. Да. Сигурно ќе биде едно убаво Тоа не можев да го пропуштам таа шанса, затоа што стварно кога ти се јавуваат некои да те пофалат, нормално дека нема да се одбие таква прилика. Па се надеваме дека ќе ја представиме Македонија во вистинско светло. Ние не се сомневаме во тоа, сигурни сме дека ќе не представиш во најдобро светло и се разбира ќе те чекаме после фестивалот да ни дојдеш во емисија и да ни ги споделиш импресиите од тој фестивал. Се надеваме. Јас имам една желба, дали ќе може заедно да ми ја отсвирите, да ми ја отпеете Море со Колпијелено? Да се разбира. Ако е спремен. Да пробаме. Ќе ја научиме, што? Да, На лице. да пробаме, да, може. Ајде. Прекрасно, јас ви благодарам што ми исполнивте оваа музичка желба. Јас сум сигурна дека и нашите гледачи уживаат заедно со нас. Би требало. Елена, какво е твоето мислење за нашата македонска естрада? Дали има квалитет? Затоа што знаеме дека македонската естрада веќе е преполна со нови пејачи, нови групи. Ова малку тешко прашање, затоа што ќе се вратам пред 6 години, кога почнав активно да се занимавам со оваа професија. Сватив дека е многу тешко да дојдеш да не се преценам сега на врвот, да кажам, или да дојдеш да те знаат сите цел свет. Има различни начини, значи на кој би можел да стасаш, нели на некој ниво. Меѓутоа јас за себе можам да кажам дека на ова ниво додов со многу труд, многу работа, пред се голем влог, затоа што зад мене веќе имам 4 CD-на. 3 со ново компонирани песни, додека четвртото ми е со македонски стари изворни песни. Веќе во подготовка е моето 5-то CD, кое што ќе биде од ова 2018 година готово. Така да мислење, не би можела да кажам мислење дали е квалитетна или не, затоа што не можам да кажам за поединци, за колеги никакво мислење, затоа што секој на оваа земја има место, има начин, има време и за секој значи има вашите 5 минути каде што можат да се истакнат, да го покажат она што го имаат и да се разбира работа. Затоа имаме и различни цени, различни места, различни локали, мислам дека Джејдо се согласила со ова. Значи не можеме сите да работиме на едно место, затоа има повеќе места каде што секој може да се истакне она што сака да го покаже и што уме да го покаже, се разбира. Така, а што се однесува на промоцијата на македонската песна, дали мислиш дека доволно промовирана на нашите медиуми широм Македонија? Мислам дека пали една емисија која што постојано и континуирано ќе се слуша македонската музика. Затоа што сите ние снимаме нели македонска музика и сите ние се трудиме да покажеме нешто и да воведеме нешто ново. Меѓутоа, без разлика дали тоа е поп-фолк, дали е фолк, дали е стара македонска изворна музика, мислам дека треба да има телевизија која што постојано и континуирано сите се разбира колеги кои што вложуваат и прават спотови, видеозаписи, да имат некаде да може да го промовираат својот продукт, каде што ќе биде гледано и слушано 24/7. Така, дали мислиш дека има јака конкуренција на сцената и дали ти своите колеги ги гледаш како конкуренција? Па, конкуренција. Секој со секого може би да се нарече конкуренција, меѓутоа јас не гледам ниту еден колега па ни колешка конкуренција, затоа што јас презентирам нешто поразлично и мислам дека никој не ми смета моментално и никогаш не ми сметало, бидејќи ве се знаеме долго време, никогаш не сум ни кажала лош збор за ниту еден колега ни колешка и имам одлична соработка со сите.
постојано сме заедно на свадби, на прослави, така да конкуренција како конкуренција, не знам, секој има место на оваа земја каде што може да работи и да го покаже она што знае. Со кого најчесто се дружиш од нашата македонска естрада? Па со сите. Немам некои предрасуди. Со сите буквално соработам со сите мои колеги, со групи, со колешки исто така. Не сум имала никаков проблем до сега. Така. Дали имаш преговори веќе за надвор од Македонија? Да, уште кога бев во Канада за новогодишните празници, веќе имам понуда за нова година повторно да сум таму. Најверојатно ќе ја прифатам таа понуда. Чекам уште малку да видам што и како ќе се одвиваат работите. Меѓутоа за нова година можеби ќе бидам само 3-4 дена во Канада и повторно се враќам. Така. На што работиш во моментот? Во моментов имам една многу убава идеја, не знам дали ќе се реализира. Знаете дека секогаш кога ќе кажам некоја идеја, тоа е нешто убаво. Затоа што кога размислувам на нешто да направам, правам нешто да е ново и поразлично. Овој пат ќе биде така, се надевам. Меѓутоа не сум 100% сигурна да кажам дека да, 100% веќе се прави нештото. Меѓутоа наредниот пат кога ќе бидам во емисија ќе можам да кажам дефинитивно дали ќе се случува нешто ново кај Елена Јовчевска или ќе продолжам сутото темпо кое што сум тука во Македонија. Дали можеби се работи за некој интересен дует? Да, тоа е уште една идеја, да, ти кажав на почетокот, да спремам уште една песна дует, меѓутоа немам одлучено со кого ќе го снимам. Имам еден естраден уметник, да кажам, ми е на ум, така. Меѓутоа ќе видиме, здравје, значи тоа е нешто кое што ќе се случува тука во Македонија. Го спомнавме и албумот, Елена, до каде се подготовките за овој албум? Па новиот албум ќе има Елена Јовчевска. Да, Best of Елена Јовчевска, да, мислам дека ќе има околу 12 песни мои, така да до крајот на оваа година мора да биде реализиран и да биде направен тој проект за кој што сакам да правам промоција, како што кажав, и тоа ќе биде така сигурно. Како поминува еден твој слободен ден и дали имаш покрај големиот број обврски, дали имаш доволно слободно време за себе и за твоите најблиски? Тоа моите родители треба да ги прашате, затоа што мајка ми постојано вика по мене: "Аман, застани, седни да те видиме кај си, што правиш." Иначе Джилјо сигурно тоа му е многу познато што тој е веќе фамилиарен. Така, Джилјо има и дете. Да. Еве да го објасни малку тој повеќе за тоа. Нема што да објаснам. Малку и мене ми е криво од една страна, затоа што немам време да седнам со фамилијата како фамилиарен човек, да се видиме, пошто е, нели, спомнаме, работно време ми од 9 до 1 во танец, после работа или некое снимање, или некоја проба, или свадба, или снимање, или било што. Вечерта настапи. Точно, да, еве на пример денеска сме излезли Од Сабајле, излезеш до Сабајле и се така вртиш. Да. Тоа Ама значи нема врска, мајка ми некогаш. најмногу се лути за тоа. Најверојатно и фала многу за тоа. Да ги поздравам моите родители. Да ги поздравам моите родители. Да им се благодарам за се досега, кои што ми се поддршка и ме сакаат и ме поддржуваат во ова што го работам. И да ги поздравам сите гледачи, сите мои македонци и сите мои пријатели од муслиманската вероисповед, затоа што веќе имам различни свадби, да ги поздравам сите оние кои што ме сакаат, ме бараат и се знае Елена Јовчевска дава максимум на сите нивни прослави и веселби, така да задоволно сум изрекна ова што го имам и што го работам. Така, ти би ки се кажа својата порака до нашите гледачи, Джилјо, што ќе им порачаш ти на нашите гледачи широм светот? Истата порака ќе им ја пратам. И да не гледат. Така, да слушаат македонска музика. Да не гледат, да не слушаат, да. Нека се пред се здрави, живи, сите. Нека се ја почитуваат фамилијата. Кој има време, нека седи. Ние ако немаме. Точно. Ние сме тука за нашите гледачи и слушатели и љубители на нашата музика. Секогаш сме расположени и секогаш ќе им презентираме нешто ново и ново. Точно. Јас ви благодарам што одвоивте време да ни гостувате. За мене беше голема чест и задоволство да ми бидете гости во нашата емисија Промо. Ви посакувам успеси на двајцата. Благодарам и вас. Благодарам. А драги мои, пред самиот крај ќе имате можност да уживате во еден од најголемите хитови, можам да кажам, на Елена Јовчевска, Машала, и не заборавајте да не гледате наредната недела во исто време и на исто место. Довидување.
Izvor voda studena, do vodata studena, prava svadba golema, eve ja nevestata, oro togo zaigra.